денови празнични кои што ни следуваат, па и овие последни декемвриски, никој пат нема да бидете сами, да ви биде издодено. Се надеваме дека ќе имате прилика да ги уживате овие другари и друштво кои што ви го носиме секако на Телма телевизија. Во случајот секако и ќе си посакаме 2026 повторно нашата утринска антелма или студиото наше да се поврзе со различни географии во светот. Да, именно како тоа што го правиме оваа година. Особено некако ќе мапираме дека тоа така и беше. А кога сме кај Јосиф Дамјанов, да, убаво споменавме јас и ти, тој имаше своите можеби први почетоци со прашање и одговори со Јосиф. Некои од тие можеби негови излегувања на Телма телевизија може да ги најдете на нашата YouTube страница, секако на утринска Телма. Видите, секогаш се тие корисни и универзални, унифицирани можеби нели информации кои што и тогаш ги споделуваше со вас како прашања кои што ги адресираше нели Јосиф како публика на Телма телевизија. Ама утрово на крајот од оваа година го вклучуваме директно од Италија. Токму така, од Трст Италија утрово се дружиме, се будиме на некој начин заедно со Јосиф Дамјанов, кој што ако спомена Марко, можеби пред 7, 8, 9, 10 години беше тука дел од нашата утринска во една рубрика прашања и одговори, сега веќе со бројни убави проекти зад себе, а во моментов и председател на Асоциацијата за рекреација и велнес. Јосиф, добро утро, од студеното Скопје. Да, и од твоето познато студио. Да. Види како и да е ладно у Скопје, сепак у студиото можам да замислам колку е топло, не само као нели Целзиусом степени, туку и вашиот придонес што го прави студиото топло. Впрочем, така и се чувствував јас сите тие години што ги наброја Цеце. Кога доаѓав, видете, кога ги правев тие мои чекори во со прашање и одговори со Јосиф. Така да, еве, добро утро и од мене. Како е во Италија, како е во Трст, Јосиф, утрово, па и периодов? Па види, генерално е супер. Мислам, не е толку ладно како у Скопје. Ако беше пред практично нема ни една недела како се вратив од Скопје. Бев 2 недели во Скопје, ја завршувавме годината, али тука е многу по, да кажам, реално е по-медитеранска клима и не може да се очекува дека ќе биде толку ладно. Знае напати да има јаки ветришта и бура, ама тоа е, да кажеме, не знам, ден-два у месецот, па после се нормализира. Лесно е да пушти човек корени, Јосиф, во Трст, во Италија? И да и не. Лесно е затоа што квалитет на живот генерално е подобар. И знаеш, и колку е почесто сум тука и подолго и како се враќам назад у Скопје, знаеш, ти се поочигледни тие разлики, особено изминатава година дена кај што нели темите кои што ние ги обработуваме у Скопје се ѓубре, загадено, знаеш, некои работи кои што можеби не би требало да бидат дел од конверзациите, за нели тука сето тоа не е воопшто тема и генерално нели си го поставуваш тоа прашање зошто би живеел константно во Скопје за да за да зборувам на тие теми, но од друга страна види фамилијата ми е таму, нели пријателите ми се таму и голем дел од работата ми е таму и не можам, мислам, е неверојатна мисија дека јас би останал, да кажам, големи долги периоди тука. Еве, колку и да сум генерално, еве, ќе речам, изминатава година тука ми е база, но во секој случај во Скопје доаѓам секој месец. Да се вратиш сигурно и во Македонија. Јосиф, види, можеби нема да се вратам, ама генерално не можам да кажам дека нели ќе се враќам само за Божик и за Великден, кога што тоа изгледа и селенички или за лето и зима само поеднаш. Се враќам секој месец. Работата мине лага така. Да, Јосиф, кога веќе ја спомена работата далеку те однесе и овие земји кои што ги споменуваме се секако дел од твојата веќе работна агенда. Ние низ нашата утринска и низ проектите кои што сме ги имале заеднички, секако дека сме споделиле и за твоите бројни работи или проекти за кои што ти стоиш. Тука е секако апликацијата FitKit, многу позната тука и користена, да речем, од луѓето во нашата земја. Секако производите за
здрава храна, ако можам така да кажам, бидејќи тоа е и тенденцијата која што ја имате и сега веќе достигнуваш еден момент да бидеш и председател на Асоциација за рекреација и велнес. Тоа значи дека веројатно чекорите кои што можеби пред 10 години изгледаа бавни и одеа полека, сега веќе те однесоа или ти отворија повеќе хоризонти, па не само во Македонија, туку би рекла и надвор од земјава. Како гледаш на целата оваа твоја работа? Дали конечно можеме да зборуваме за малку побрз напредок во поглед на таа здрава исхрана или здрав начин на живење, кој што и ние тука во емисијата постојано го промовираме, но особено ти со твоите проекти? Па, мислам дефинитивно, нели, секоја работа кога ќе се акумулира одреден период, доаѓа до критична точка и моментум кој што се создава и при тоа, нели, од страна можеби кога ќе погледне човек се случуваат работи брзо и да, дефинитивно изминатава година многу работи се случија на тој план со Фиткит. Колку веќе 8 години сме на пазарот, не е дека брзо се случиле некои работи и промени, за се треба време, но сепак изминатава година беше, да кажам, најдинамична. Отворивме 3 дополнителни нови пазари и ете во моментов работиме и во Македонија, и во Грција, и Бугарија, и Србија, и Словенија. И прашање на денови кога ќе лансираме најновата, да кажам, верзија од апликацијата и таа глобална верзија која што секој корисник на Фиткит практично ќе може кој ќе патува, дали ќе оди у Белград, у Солун, у Атина, у Софија и така натаму, у Љубљана, ќе може да си ја користи Фиткит за да нема прекин во својата рутина и активен живот. Со коучфуц исто се случија доста работи. Генерално и соработката со Бувало ни е на одлично ниво, излегоа неколку нови производи оваа година. Со светот на Биби направивме соработка и ми откупивме лиценцата за нели здрава храна, почнавме со нив да правиме продукти и со асоциацијата секако беше, иако да кажам таму моето лично чувство е дека сум да кажам не фрустриран, ама најбавно се движат работите. Пошто сепак се работи за некоја таму повеќе сакаме да буткаме промени во политиките, во законите, во некои по-комплицирани, да кажам, процеси кои што не одат така брзо, но во секој случај направивме одлична регионална соработка со асоциациите од и Србија, и Бугарија, и Грција. У мај месец имавме Health and Fitness форум на кој што поминавме одлично и изработивме и неколку заеднички проекти благодарение на Магде, подпредседателката и Александра Димевска. Така да мислам ја генерално знаеш и пред 10 години и денес не сум преоптеретен толку со брзината со која што се дешаваат работите, туку повеќе ми е важно да го правам тоа што за мене прави смисла, а за мене прави смисла да носам импакт во овој свет на велнес, фитнес и здрава исхрана и да инфицираме што повеќе луѓе со идејата да живеат подобро и поквалитетно. Да, и огромен позитивен импакт имаш, Јосиф. Потврда од нас. Благодарам. Да, може да кажеме дека Фиткит вистина имаше убав експоненцијален раст. Знаеш дека најдобрата реклама некој пат не е можеби нели комерцијално што ќе се представиш по сега денес и на социјални медиуми и така натаму. Најдобрата реклама доаѓа нели од усни на устни, односно луѓето кога го препорачуваат Фиткит. И драго не е што можеби нели универзално доби нишка и твојата соработка и генерално оваа платформа и во други делови од светот. Чинам дека можеби твојот придонес и на Елена Бубало и многумина кои што се бават можеби со фитнес и таа велнес индустрија и кај нас во Македонија доби на значење можеби последниве 10 години и можеме да кажеме дека вистина ревидиравме некои грешки од минатото, можеме да кажеме дека сме нација која што е со фокус и големо внимание веќе генерално кон оваа сцена. И многу посвесни. Па да, види, мислам, знаеш како има нели како функционира економијата, колку има поголема понуда, толку има повеќе побарувачки и знаеш ако погледнеме 10 години наназад, у моментов има многу повеќе луѓе кои што зборуваат за тоа и кои што се нели страствени во фитнес, во здрава исхрана и слично. Од друга страна,
И интернетот го прави своето, луѓето се едуцираат и применуваат некои работи, новите генерации веќе не практикуваат нели само сезонско вежбање пред лето или можеби после празници, туку генерално сме свесни дека во текот на целата година треба да има континуитет. Има многу поголема понуда на фитнес центри на студија, но види, има уште многу за работа. Значи, ако гледаме нели како западните земји изгледаат бројките во пенетрацијата на физичката активност, односно колкав процент од населението е активно и има можеби членарина можеби во одредено студио, фитнес или барем 3 пати во неделата вежба, бројките ни се некаде околу 4%, 5 максимум проценти од населението е активно, што сепак не е тоа голема бројка, споредено со например Америка, кај што имаш 30% или не знам, со западниве скандинавските се околу 27%, и да кажеме околу 15 и 17 Германија, Франција, Холандија. Така да има за работа, али види, работите се движат во добра насока и веројатно и ни нас се чекаат такви бројки. Важен е можеби 10-15 години. Да, важен е можеби холистичкиот пристап, тоа често си го говорила дека ти говориш во моментот на Телма, можеме да видиме некои нели инсерти од твоите велкаст подкасти кои што на тој начин и некако нели придонесуваше можеби за тоа целокупно наше нели психолошко емотивно здравје. Ти недостасуваат можеби тие дружби пред камерите со луѓе кои што еве ќе говорите конкретно за овие теми? Па ми недостасуваат, да ти кажам, јас минатата година донесов одлука дека ќе прекинам затоа што веќе капацитетот беше препол. Нели и дете и неколку бизниси и асоциација, едноставно премногу топчиња за жонглирање, али дефинитивно ми недостасува, затоа што види мене подкастот и доаѓањето на Телма ми беа на еден начин ми беа релаксација од секојдневните работи кои што нели сепак у бизнис има и доста и притисок, има и доста динамика, знаеш, не секогаш ти ги иницираш сите работи, подоцна во текот на животот на бизнисот се случуваат работи кои што нели ќе треба едноставно ти си последна линија на одбрана и секогаш и се создава, да кажам, и нервози и така натаму, но подкастот ми беше и доаѓањето во Телма ми беа баш однака релаксација и враќање на тоа што е есенцијално, јас го сакам, тоа е да пренесувам порака за здрав и активен живот. И холистичкиот пристап у секој случај е апсолутно најправилниот, пошто знаеш, не можеш да имаш добро здравје само ако си физички активен или да имаш добро ментално здравје само ако одиш на психолог. Треба Така е. И Јосиф, ти посакувам и во новата 2026 да продолжиш со оваа мисија. Ние за жал мораме да го заокружиме разговоров, бидејќи толку ни е времето, имаме вести во 8 часот. Ти благодариме за твоето поврзување утрово, поздрав до твоето семејство кој што сте наши пријатели веќе долг временски период. Срекни празници, само нека биде убава оваа нова 2026 година која што ни доаѓа.